Некој касно сваќат, а? Добро вечер, Скопјанишќа. Во старт да се разбериме нешто. Сите сме корумпирани, .com.mk. Јас сум исто така корумпиран. Јас сум едно корумпирано копиле од Охрид. И за 300 денари од кревет сум спремен чуда да направам. За 300 денари од кревет сум спремен да убедам инспектор за туризам дека е возможно да спијат 5 души на кревет за двајца во иста соба и не морат секој ден да се уклучвит бојлерот за туширање, така? А то што под пенџерето од истата соба имат кочина со прасиња, то само дават дополнително шмек на работите. Сега да направиме една анкета овдека, ќе се открие дека сите сме корумпирани, до еден, кој појќе, кој помалку. Ќе се откријат дека земање 500 евра за лажно сведочење не е криминал, то во денешно време е професија, човече. Некој ќе речи, ако де се си имат своја цена, од кога бе за то дали сум крив или должен зависи од 10 кила пастрмка? Ги имаш или ги немаш? Али тоа е, корупција е карактеристика само на луѓе. Ниедно суштество на планетава не е корумпирано. Мечкана не му дават 500 евра на лавон за да ја пуштит заш го изела зајакот. Корупција си е само за луѓе. Ево, да земиме стандарден судија. Корумпиран ќе речиме, така? Па шо, и тој е човек бе? Тој мислите за себе го прави то? Тој го прави за семејството. Не треби тој детето да го пуштит на екскурзија? Или да ја однеси жена му в ресторан на вечера, така? Корумпиран бил. И шо ако му земит на некој криминалец 500 евра за да го ослободи? Тој е криминалец, тој пак ќе дојде тука. Да осудиш некој ни крив ни должен, тоа е веќе друга работа. Да осудиш некој што не е ни крив ни должен, после завршување на казната, тој толку ќе пази што немат ни погрешно да паркират поќе во животот. Не е нешто посложено да направи. Парите се почеток и крај на корупцијата. Настанале пред 2500 години од прилика. Ово од Википедија ми е. И тогаш тој царот што бил наредил да му исковет златни монети со ликот негов, демек нешто ко визит карта негова. Сваќаш, ако имаш проблем негде, само дај му го вапарево и ќе свршиш работа готово. Денеска покрај пари имаме картици кредитни. Внатре само нули и единици. Претежно нули. И ти појма немаш точно колку пари имаш. Цело време кредити, плюс, минус, не знам, поволности, вакви, такви. Све е поволно, а стално без пари сме. Некој некого овде. И ти си оиш в банка да прашаш шо е работава. Пошто вчера плата зедовте, а денеска нула салдо. Извинете, шо е проблемов со платава моја? Господине, вашиот кредит е окей. Затоа што имате каматна стапка од 3% која банката ви ја дава гратис. А ако сакате дополнително да го проверите вашиот доспеан ануитет, потребно е да користите само пинипук. Чај шо значи то? То значи дека сте во позитивна нула. И имате право да оите во минус уш 3 плати. И ти си викаш, аха, значи позитивно е ако одам во минус. И шо јако мислев дека без пари сум, човече. Денес најисплатливо е да си отвориш приватен затвор. Најисплатлива работа. Зошто бе? Фирма си е фирма, шо? Конкурентна на пазарот. Колку поќе сме во криза, толку поубаво. Си отвараш. Секој продават нешто, компири, патлиџани, ти слобода продаваш. Понуда и побарувачка. Му даваш попусти. Онај ти дават за 1000 евра година дена помалку казна. Јас за истите пари 2 помалку ќе ти скратам.
И плюс во цената ти влегвит осигурање ако ти падне цапун од затвор. Ај, олабајте се. Кај мене во затворов црнциве се грижа за корисници. Секогаш се тука да ти ја испрат кичмата, без разлика колку си крив. Суд, например, е место кај што треба да имат фер судење, така? Да. А што се дешава уствари во суд? Се тужите, оиш на основен суд. Таму победвиш, све супер. Се жали типов, ојте на апелација. Таму губиш. Нормално. Пошто прв брачет на тој што изгубил е втор брачет од зет за сестра на судијата. Не се блиски роднини, може да си се одвиват процесов, така? И таму губиш нормално, се враќате повторно на основен. И таму се понашет ко прв пат да те гледат. Ко ништо предходно да не се десило, човече. Се осеќа, значи, чувството е исто како кога играш не љути се човече со некој. Го победвиш и се жалит на мајка му. Мама! Речи му да играме пак! И вие играте пак, заш мајка му ти рече. Играјте да не се љути човечево. И си играте, вие и гледаш дека коцкава ја места, да губиш цело време. И ти немаш ништо да направиш поќе, освен да се жалиш на врховно ниво. И викаш на мајка му, ако не ме остеш да победам, ќе му кажам на машти дека со жика сте појќе од добри соседи. Нас ни се чинит кој ќе влезеш во суд, тоа е ко во амерички филм, нешто апарати, новинари, чуда, коли. Обично е бе, сопче 2-3, маса и 2 клупи. А тие што живеат од Каршија судов преку пенџере можат секој ден да гледат турска серија без пари. Можат да си гледат турска серија затоа што најчесто водени судски спорои се бракоразводна парница. Океј, да, и за нешто како бракоразводна парница треби да имат судење, ама тоа е како за геј судија. Не е то, сваќаш. Да судиш на бракоразводна парница, тоа е како да ги слушаш, да си на кафе излезен со другаркиве и да ги слушаш кај што ти се жалет заш не им е убаво животов. Како можеш бе да иземиш мито на некоја што се разведвит, да и побараш 500 евра за да пресудиш во нејзина корис, кој е скапана во депресија, затоа што овај нејзиниов клецат помлади плавуши, а таја веќе е келјава. Како да и побараш 500 евра. Многу термини во судствово, значи има многу термини што не одговарат човече. Везан, например, рочиште. Рочиште, тоа е ко рок, ама за нешто страшно, човече. Рочиште, муха-ха-ха-ха. Како 2 корпорации огромни се судат за тешки милиони години. И на сите во процесов им е стемнато, не можат поиќе и викат, в петок имам рочиште и мислам дека ќе биде крај. Значи, рочиште за тешки милиони, не за бракоразводна парница. За бракоразводна парница треба рочуле да се викат. Или роче мало. В петок имам со жена ми роче за бракоразводна парница и се надевам дека бивша ќе ми стани. Се надевам дека ќе ми стани бивша и ќе можам да си се земам со Стево. А кој е Стево? Судијава бе за развод што е? Или кој ќе речат честниот суд? Абе, оди, бегај таму. Честниот суд. Пази, кои луѓе одат ги имат на судење? Судија, адвокати, обвинител, обвинети, криминалци, чуда, инспектори, полицаи. Мене ова не ми изгледат како собиралиште на честни. Нигде никој нормален човече.
Извини, дечко, кај е судот во градов? Ќе оиш само право, ќе видиш една статуа врзана во очите со вага во едната рака. Аха, че мислиш на онаја погаќи и прслуци во едната рака што држи вага, во другата лисици и камшик? То не е јавна куќа? Ам суд јавна куќа, како сакаш наречи го, истата клиентела е и таму и таму. Не лажи, не кради, не убивај. Основни Божи заповеди, така? И основа на судството. Значи, ако ги почитуваме до крај, нема потреба од суди и од адвокати. Што значи тие потајно си се молят да имат криминал. Господе, значи молим те, олабај малце. Човече, предходниот квартал едва и го поминавме. Лани морав и кредит да земам за да ојме на одмор во Закинтос. Мислам, јас не барам да имат психопати, ама нешто политичко колку да капнит. А? По таја логика, веројатно и Попојве ни викат не суди, за да име тие работа. Дечко, не си во право, овде народот одлучува. Не, народот не одлучува. Последниот пат кому дадоја на народот шанса да одлучи кој да биде на крст, а кој на слобода, светов доби нова религија. Не лажи, куке речет. Како бе кога меѓу клиент и адвокат стално имат дискреција? Без разлика тој колку и да знаат кој психо е типов, не смет да кажит. И судијава ќе си го пуштит на слобода. После 10 години, истиот адвокат и истиот судија, судијава на куќна слава да речиме, се чаталит. Јас во животов немам осудено некој погрешно. Ќе му пукнит филмот на адвокатот, ќе му речи, молим те, не чатали се. Значи, пред 10 години те искинавме од лажење, брат. И го пушти тој психото на слобода. И не само него, колку имаш такви пуштено е, ден денес мене страф ми е в парк да прошетам, очо сум успешен. Тоа е то ризик на бизнисот, така? Скапа е слободата. Колку е скапа слободата, зависи од тарифата на адвокатот и судијата се вкупно. И цел живот, од мали, сакаме да си играме адвокатчиња. Уште како деца мали. Скршиле джам пред зграда. Излегви типкава. Мирослав, зошто го скрши джамот? Одма ќе се јави то што после 10 години ќе се запиши направен. Не го скрши Мирослав. Тој само ја шутна високо топката и заш беше топкава лесна, дувна ветар и джамот сам се скрши. А вие зошто со таква топка играте? Дека на Мирослав пред месец дена му беа скршени двете нозе. И за да не се почувствуваат отврлен од општеството, решивме малце фудбал да поиграме. На крајот и типкава што и го скршиле джамот, криваc испаднит. А вие можевте да запрете се. Како да запрам? Требаше да си ставите заштитна мрежа на прозорецот за младите генерации слободно да растат. Но што е тука е? Како да не му дај стипендија, човече. Или на телевизија, например, не учат на морал. Нон-стоп реклами со голи жени, човече. Абе, на све джогер да продават, имат лепотица до него. Ти треба джогер? Да!
Дај све што имате. Или турски серии. Турски серии, човече. Единствено што е морално во секоја турска серија е да имат 150 епизоди. Или кога речат непотизам. Не можит бе мали, заш мајка ти работит овде, ти да влегвиш прекурет секој ден? Шо сме ние мајмуни? Извини, то не важит за секаде. Ако мајка ти е курва и тој прекурет влегви во јавна куќа, то не е непотизам. Тоа е како детски додаток од прилика. Место пакетче за нова година. Извини, чика, мама не е курва. Мама е бестселер. Читај повеќе. Адвокативе си играт на судење нешто, демек со контра овај адвокатов се расправе, не си во право, не, после на чорба заедно. Демек професија си е професија, живот си е живот, така? И стално ти викат, јас никогаш во мојот живот не мешам бизнис со задоволство. А од кој ќе заврши трочиштеот ти викат, ми беше задоволство да соработуваме. Ела фати му го крајот, човек. Еј, задоени сме со корупција, од мали. Значи, секоја приказна почвит од прилика вака. Земи синко танка сабја, све испоуби, значи во старт насилство и криминал. И после царов да види дек си најак од сите, тија дават принцезата за жена, клучот од државната каса и чао, џаци. Значи, да ја имаш принцезата за жена и клучот од државната каса, сигурно би се осеќал ко да ја дупиш државата од сите страни. Во денешно време истата приказна потполно истата приказна. Запиши се на право или на економски, стани министер, клучот од државната каса зван, крај на приказната. Шо мислите? Си живееја среќно до крајот на животот, заш победи љубовта? Дрн јариња. Си живееја среќно до крајот на животот, заш се жена за клучот од државната каса, а за мира си ја зеде принцезата. Да бидиме реални. И Шрек на крај во цртанион од мочуриште од во замок да живеи. Значи, буквално во се на планетава има мито и корупција. Дури и во песниве, човече. Сега ќе ви исполнам едно ремек дело. Класичен пример за мито во песните е песната Мито Бекрио. Зошто мито земаше? Кој ѓаол те тераше? Сега затвор ќе си скапаш, можеш газот да го драпаш. Зошто мито земаше? Сега затвор ќе си скапаш, можеш газот да го драпаш. Зошто ми пада Бог. Најсимпатични од сите во судскава екипа ми се извршители. А? Кажи. Лепотани. Како орли чекет, човече. Цело време вака. И тебе ти касни 3 месеци платата, имаш 3-4 сметки неплатени за струја и ти тропат некој на врата. Не звонит, пошо исклучена ти е струјата. Отвараш и гледаш одело, налог и осмех. Да.
поминале и кај вас? И му викаш, добро бе, дечко, мислам, не е крај на приказната сега, така, утре, задутре ќе ги платиме. Не знам, јас сум овде само извршител. Да, ти појма немаш што се дешават во светов и во државава. Ти на планетава си на поминвење, така. И имаш едно пола сат слободен, цела куќа да ми ја крениш. Страшна работа. Пази кој ќе ни рече, ние треба да земеме пример за судството од Запад. Никако. Дали ги имате видено англискине судии какви се? Човече, перика носит нагла. Дали тоа е озбилно? Значи, влег вид во судов, стане, please rise. Во чест на неговата екселенција ќе заседава судијата Майкл. Абе, која екселенција, море види го шо психо е. Која екселенција, развил фетиш кон перики, ќе му станвам на бе. Оди, не те признавам, чове. Шетај, кукло. Таков некој да те испрашви, дали ќе ја збору, would you tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? И ова ти превед вид, дали ќе ја зборува доста, мори пак и ти? Имам четврто. Абе, шо труд, море, ненормален еден, тргни го то черджето од нагла. Се дотерал целиот со витлери на глада. Да ти нормален си? Не ти е срам пред луѓе? Не, да си правиме отворено муабет. Дали не ти е сам види? Луѓе овде, новинари, чуда, повесници море ќе те дават. Кај оиш? Чердже нагла му ставиле. The truth. Жими се најмило таков на доживот на роби, абе на смрт на електричен стол да те осуди, ќе се сгазиш од смеење. Ме дупиш са, шо е работа? Не, стварно не разбирам шо е поентата со перики, бе, човече. Демек нешто седа коса, мудрост и витлери. Шо е поентава, стварно не разбирам, човече. Перика стајал нагла кој ненормален. Или шо, демек судијава во Англија, не зборувајте така, младичу. Судијата во Англија, ако немат перика, то не е то. Правдата нема да е задоволена. Господе Боже. Пази, во војна имат најмногу корупција. Таму све кошта дупло, а најефтин е животот. И за ти замисли си оиш Афганистан за татковината и ќе упуцаш таму. Окей сте таму? Значи доиш Афганистан и ќе упуцаш таму едно 100 души и оп на суд утре. И ти викат судијава, да го видиме пред Майкл. Let me see the subject. Си убивал, а? Не бе, Афганистан појдов да ти кажам право за сличина со фудбалери да размениме. Нормално дека убивав, море, ненормален. Тргнијата периката, сварен ти е мозокот. Убива, значи војна, оиш. Тој убиваше во Афганистан. Трейлер. Значи убивав, да. Не може така, дечко. Како бе не може? Не може, не е само оди убива и си имат правила. Ова е исто како во сообраќајот. Убивај, но прво 3 пати предупреди. Или, ако умрит непријателот со насмевка,
добиваш екстра поени. Олеснителна околност. И ти оиш во напад и убиваш. И умират типов. Умират, ама без насмевка ко пилево. Море, ало. Абе, брат, ти умре са, не заебавај. Немаш што да преш виц одма му кажвиш. Си биле мујо и хасо. И едниот му рекол на мујо. И сликај го обавезно за да имаш доказен материјал. Иначе, правила и прописи, страшно. А најјаката работа од се ми е застарен случај. Колку е то ненормално е. Застарен случај, Џо. Демек праиш белја, се тужите и неош насуд едно 3 години, пошто те болит стомак, а после 3 години те болит курот за случајов застарел. Доказите појќе не важат. Демек доказиве се круши, па се расипале после 3 години. И пак којш кај овој Майкл со Черджево. Would you tell the truth? The whole truth? And nothing but the truth. И одма ти идат во тебе да му речиш, ти дали си нормален? Значи човеку Божи, сега преку трети лица ми бараше 6500 евра да ти дам, за да застарит случајов и ми го поставуваш ова прашање, дали ќе ја зборувам вистината? Не нормално! Инвестирам во тебе! Човече, 6500 евра за застарен случај. Зашто старо вино и застарен случај коштат најпојќе. Факт е, драги мои сонародници, не можам да речам со граѓани. Факт е дека во нашето мило и сакано општество имат многу приспивни песничиња, не сакат да сме будни, сакат да живееме во сон, дека сме будни. За се една приспивна чудра. Ја знаете, ова е гарант. Имаше серија порано. Кога заоѓа сонцето, чекот што го позлатува, едно дете сонува во светот, на парите патува. Таму е толку волшебно, само ако си адвокат. Сите можни чудеса во светот на парите живеат. Во светот на парите само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот на парите само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Папа! Првата дама на македонскиот стендап. Дами и господа, Весна Бејби Петрушевска. Еве машки кур што ќе ти остави на сцена. Македонски. Сам да си го дигнеш, сам да си го спуштиш.
Добро вечер.